Рускиот председател Владимир Путин на 25 април во Владивосток ќе се сретне со лидерот на Северна Кореја Ким Џонг Ун. Подготовките за состанокот во рускиот град на Тихиот океан беа чувани во тајност поради загриженоста на севернокорејската страна за безбедноста на Ким Џонг Ун, изјави советникот на Кремљ Јуриј Ушаков. За Путин средбата со Ким нуди шанса да го зголеми своето влијание во регионот во однос на Вашингтон. Дмитрий Тренин, директор на Центарот Карнеджи во Москва, вели. But Russia wants to essentially send a message not just to Washington and Beijing, and to a degree to Beijing, but also to Seoul that it is an important player and Russia should be factored in when Korean issues are discussed. Главните теми на средбата ќе бидат нуклеарната програма на Северна Кореја и заедничките економски интереси. Сепак, Тренин не предвидува големи пречки во разговорите. For Russia, the game is not about completely denuclearizing the Korean peninsula, because most people here believe it's a mission impossible. Вклучувањето на Москва доаѓа во моментот кога разговорите меѓу Вашингтон и Пјонгјанг се стопирани по неуспехот на средбата на Трамп со Ким во Ханој. Пропаѓањето на овие разговори може да значи дека Ким остварува средба со Путин, прва меѓу нив, со цел да ги засили напорите за прекинување на руската поддршка за санкциите врз Северна Кореја. Георги Толораја, поранешен дипломат во Северна Кореја и експерт за Кореја, вели дека влијанието на Русија во Северна Кореја честопати е подценето. There is a tendency to underestimate Russian role and say that, well, Russia has no tools, no leverage. We have it, we don't use it. Well, if we would like to supply a dozen or so of S-400s to North Korea, I think it will change the whole balance of power in Korea. Ким, како и неговиот татко, избегнува патување со авиони, затоа со воз отпатува за Владивосток. Во меѓувреме, Владивосток е под невообичаено строги безбедносни мерки. Поморските власти објавија дека водите ќе бидат затворени за сиот поморски сообраќај.